Она прешто сте како предизвик исправени лекарите овој период е диагностицирањето на болеста. Споменавме, иако има полесни симптоми, сепак не треба да се игнорираат. Каква е моментално состојбата со COVID-19? Дознаваме од портпаролот на Комисијата за заразни болести, доктор Злата Мехмедовиќ. Добро утро, докторе. Благодарам за позитивниот одговор за разговор во Македонија на утре. Добро утро и секогаш имате позитивен одговор кога е во прашање интересот на граѓаните. Имаме загрижувачки податоци кои што ни доаѓаат од Србија. 20% од тестираните се позитивни. Што велат податоците за Македонија? И кај нас се подеднакво загрижувачки, значи 20% од скупниот број тестирани примероци се позитивни, меѓутоа за разлика од Србија, кај нас бројот по глава на жител е многу помал. И тоа е нешто што е олеснувачки. Тоа значи дека сме во пораната фаза од веројатно една нова поголема бројка на позитивни случаи со COVID-19, меѓутоа колку тоа ќе биде сериозно и колку тоа би требало да ги загрижува нашите граѓани, ајде уште на почетокот да испратиме порака дека ова не е ковидот кој што го имавме во 2020 година на почетокот, дека сега имаме доволно акумулиран имунитет стекнат со прележување со вакцинација и дека имаме многу повеќе медицински средства на располагање, медицинско знаење како медицински персонал со кој што можеме да се справиме со овој вирус многу полесно. Сега сме ние во поповолна позиција во однос на вирусот и оно што се искуствата од светот што ги гледаме укажуваат на тоа дека се работи за умерена клиничка слика која што обично ги зафаќа горните респираторни пати, што многу е тешко да ја разликувате од вообичаената настинка, од грипот или од алергиите дури ако сакате. И од тие причини навистина е тешко дијагностицирањето. Меѓутоа, како што кажав, таквата блага умерена слика со клинички симптоми кои што не бараат хоспитализација, повторно оди во корист на тоа да кажеме дека ќе имаме релативно мирна есен, односно очекуваме релативно мирна есен и не очекуваме поголеми компликации, односно зголемување на бројот на хоспитализации и загрозување на капацитетите на здравствениот систем. Последната препорака по средбата на комисијата, членовите на Комисијата за заразни болести беше да се носат маски во здравствените установи. Следејќи ги трендовите, можеме ли да очекуваме маски за поширока употреба во зимските месеци? Трендовите, ако ги следиме трендовите во светот, гледаме дека тоа не е пракса таму. И ако се водиме според тоа, тогаш не би требало да ги очекуваме. Меѓутоа и ова примена на маските во здравствените установи произлезе после една навистина обсежна дискусија во Комисијата за заразни болести, на која што на прво место секој го ставивме здравјето на оние повозрасни граѓани кои што имаат многу хронични болести и кои што имаат хронична терапија, кои што се поизложни на тоа да имаат навистина потешка клиничка форма на болеста и летален исход. И сакавме оние кои што веќе ги посетуваат болниците и каде што знаеме дека постои некаква хронична состојба да ги заштитиме. Воедно да го заштитиме медицинскиот персонал. Знаете дека секогаш е дефициентен и дека имаме проблеми да обезбедиме доволно медицински персонал за редовните здравствени услуги. Така да на тој начин заштитуваме два важни елементи од општеството. И граѓаните, и здравствениот персонал. Го чуваме и здравствениот систем како сервис на граѓаните, меѓутоа го чуваме пред се здравјето на граѓаните. Ги споминавте симптомите, што е со третманот? Во однос на третманот е класичен симптоматски, постојат лекови кои што се на располагање на инфективната клиника, како што се ремдесивир и молнупиравир, кои што може да се користат во третманот на пациенти. Актембрата исто така е на лековите кои што се користи. Симптоматската терапија претежно се однесува на оние инфламаторни процеси кои што се во горно-респираторниот дишен тракт, така да има доволно терапија која што е на располагање на инфективната клиника за оние што се најтешко болни пациенти. Препорачувате ли тестирање? Споменавте дека голем дел од граѓаните не можете да препознаат, а веројатно и лекарите. Препорачувате ли тестирање во оваа ситуација? Прво и основно да бидеме јасни. Комисијата имаше став и на тој став остануваме дека кај асимптоматски случаи не би требало да има тестирање, затоа што апсолутно нема лојка да тестирате асимптоматски личности. Од друга страна, кај оние кои што ќе се појават симптоми налик на настинка, тестирањето би требало да биде во консултација со матичен лекар. Затоа што на тој начин најлесно ќе може да се определи, да се даде насока за тоа дали се работи за настинка или се работи за ковид или се работи за алергија. Во таквите случаи ќе имаме многу порационално движење на пациентите ни системот, многу порационално распределување на трошоците, многу порационално трошење
и на времето на пациентите и на времето на докторите. Да го заштедиме капацитетот пред се на здравствениот систем, а да ги оставиме да работат и на други диагнози. Знаеме дека заразните заболувања во Македонија зафаќаат помеѓу 5 и 10% од вкупниот број заболувања, 90 до 95% се други хронични заболувања кои што треба да ги третираат. Ковид пандемијата не научи на тоа дека заборавивме ние на хроничните заболувања, третиравме само ковид и тогаш се акумулираа навистина голем број компликации како резултат на нетретманот на хроничните заболувања. Сега сме апсолутно фокусирани на тоа да навистина им оставиме простор на сите здравствени работници да се фокусираат на оно што е најдоминантно во нашата држава, а тоа се незаразните заболувања. И затоа гледаме да го оптимизираме системот. Почетокот на учебната година секако не оди во прилог на актуелни случувања и следењето на ковид состојбата глобално. Се повеќе време ќе поминуваме на затворено, а со тоа и нашите деца во училниците. Треба родителите да знаат нешто плюс. Повторно ќе кажам, не е ова 2020 година, кога бевме ресетирани, дојде нов вирус, почнавме од почеток, немавме никакви лекови, немавме никаков имунитет. Помина, речиси, 4 години откако првпат се запознавме со вирусот. Во декември оваа година практично се навршува 4 години. И кога ќе ги ставиме на маса сите тие аргументи, не треба да гледаме толку загрижувачки на било кој дел од системот, па дури и училиштата. Сакате да зборуваме за работниците, сакате да зборуваме за јавниот превоз, сакате да зборуваме за аптеките, за домовите за стари лица. Апсолутно. Гледате дека дури ни препораките на Комисијата за заразни болести не беа во насока на тоа повторно се вратат маските, но оние 4 места каде што претходно задолжително кажавме дека треба да останат и останаат до укинувањето на мерките. Се работи навистина за сосема поинаква ситуација во која што се наоѓаме. Сметаме дека во училиштата нема да има поголеми осцилации во делот на позитивност на учениците и дека нема да има зголемено пренесување на заразата. Не очекуваме тешки клинички форми на болеста воопшто. Мислам, можно е да се јават кај одредени кои што имаат повеќе хронични болести, меѓутоа во училиштето тоа апсолутно не го очекуваме. За крај, дали е ова добро време повторно да се вратиме на темата за јакнување на имунитетот? Бидејќи некако нели со почетокот на есента повторно се актуализира оваа тема. За јакнувањето на имунитетот е тема за целата година. Апсолутно, да. Меѓутоа сега кога ќе се појават вакви инциденти, веројатно дека не потсетуваат на тоа дека треба да работиме на тоа, да секогаш актуелно е дека треба да работиме на здрав начин на живот, здрава исхрана, користење на антиоксиданси, користење на суплементи кои што помагаат во градењето на имунитетот. Тоа е една од основните работи. Се трудиме да ги ерадицираме, да ги искорениме заразните заболувања и овие 90-95% што се незаразни заболувања практично да го завземат целокупниот простор, да не се занимаваме повеќе со заразните болести. Тоа е многу тешко. Светот се труди кон тоа да постигне 100% на незаразни болести, а 0% на заразни болести. Меѓутоа, едно од основните елементи кои што ги кажавте е вниманието кое што треба да си го посветиме себе си, со цел да го изградиме нашиот имунитет и да поставиме начин на живот кој што ќе биде доволно здрав, со цел да можеме навистина да го постигнеме тоа. Многу сакам да зборуваме на убави теми со вас, но некако се среќаваме се за она што во моментов е актуелно и голем дел се непријатни случувања, но многу ми е драго што имаме можност да имаме соговорници кои што ќе проговорат јавно на оваа тема, бидејќи и на граѓаните им се потребни информации, доктор. Секогаш што на располагање, знаете, колку и да се непријатни вие теми, сметам дека реалната слика која што треба да ја презентираме до граѓаните е таа најважната, со цел да не го игнорираме проблемот.